أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت حق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Благодарноста му припаѓа само на возвишениот Аллах Джелешануху. Салават и селам на нашиот Божи пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Салават и селам на неговите другари, неговите сахаби и сите оние кои што ќе го следат неговото доброчинство се до судниот ден. Сведочам и потврдувам дека нема друг Бог освен Аллах Джелешануху и дека Мухамед салаллаху алейхи ва селем е негов роб и негов пратеник. Пред да започнеме со оваа тема, почитувани браќа, сакам да ве поздравувам со исламскиот, дженнетскиот и Аллаховиот поздрав, кој што е селамун алейкум ва рахметуллахи таала ва берекатуху, што значи милост и рахметот на возвишениот Аллах Джелешануху нека биде врз сите нас. Амин. Почитувани браќа, денеска во ова место сакам да истакнам една случка, која навистина оваа случка ќе ни го укаже денешното време. Ние кои што живееме во оваа време ќе ни го укаже нашето живеалиште. Во оваа случка ќе напомнам некои работи кои навистина човекот ќе го внесат кон правиот пат, ќе бидат причина за да го водат кон добриот пат, ќе бидат причина да ни упатат кон Аллаховиот пат, кој што навистина ќе знаеме дека Аллах неговиот пат е праведен, а шејтанот е кон заблуда го води човекот. Почитувани верници, знаеме дека овој свет е таков свет кој што е се заблудено во него. Во овој свет работите се проколнати. Освен Аллаховото спомнување, и оние работи кои што се во име на Аллах. Ќе ви кажам една случка која сварно е интересна. После тоа ќе земеме некоја поука од оваа случка.
Има еден бунар. Во тој бунар човекот паѓа. Еве кога паѓа во тој бунар, од заблуда не знае што да прави, се фаќа во едно растение од тој бунар. Арно ама, кога веќе застана во тоа место, од толку голема страв, виде доле во бунарот, каде што е во копното, виде една голема змија. Се исплашил, не кеше да падне во тој бунар. Сакаше да се каче горе во небото, односно во копното, но не може. Па помислил, ај да останам повеќе време на ова место. Но виде истовремено кога дојдоа два глушеца, еден црн и еден бел. Па дојдоа и почна да го гризат ова растение каде овој човек се фатил во тоа место. Човекот се фати на ова растение, но арно ама глушецот почна да го гризи ова растение. Човекот малку му потребуваше труд за да испадне од овој бунар, но не можеше и падна во дупката. Во дупката го чекаше змијата, навистина змијата го изеде. Навистина овој човек заблудал и остана на неправиот пат. Ако земеме ние поука од ова случка, навистина ќе земеме поука дека овој човек, исто како денеска да сме ние. Бунарот кој што го напомнавме во случката беше светот, каде денеска ние живееме. Растението кој што беше овој човек фатен на него е животот, нашиот живот. Глуците, денот и ноќта се тие го опоменуваат. А змијата кој што не чека е џехеннемот. Навистина, почитувани верници, овој живот не е многу долг. Што да правиме и што да сакаме да онадуваме, не може повеќе од 60 до 70 години да седиме на овој свет. Аллах Джелешану во Куран и Керим вели: Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Од него додовме, кај него ќе се вратиме. Исто на тој контекст, куллу нефсун заикатул меут сумме илейна турџеун. Секој едно створено битие ќе вкуси смртта и пак кај нас ќе се врати. О човеку, немој да заборавиш дека Аллах Джелешану тебе те створи со една причина на овој свет, кој што и тоа во сурете Барек ел-Леди Мулк ни кажува Аллах Джелешану: Елледи халекал меуте вал хајате ли јеблувакум ејјукум ахсену амела. Аллах Джелешану ова ајет вели вака: Зарем заборави ти човекот дека е створен во овој свет како една причина? Тој е створен за да виде Аллах Джелешануху кој ќе биде подобар од вас. И кој ќе биде подобар од вас со неговите дела и добрини. Почитувани верници, како што го кажавме хадисот, ел меуту хакун, Пејгамбер алейхиселам во хадисот ни вели смртта дека е хак, смртта дека е за секој еден човек на овој свет хак. Овој свет е лажен свет, не треба да дадеме толку вредност на овој свет, бидејќи да беше толку вреден овој свет кај Аллах Джелешануху, кафирот немаше да пие ниту една чашка вода. Бидејќи овој свет е лажен, да се спремаме за идниот свет, да бидеме доброчинство, да онадуваме кон сите браќа муслимани, да го зголемуваме нашиот ахлак, нашиот морал, да се почитуваме еден со друг и да одбегнеме од сите оние работи кои што ќе не водат кон далалет и да го помолиме Аллах Джелешану да не награди со најдобрата награда, а тоа е Дженнетул Фирдаус ен Нузуля. Почитувани верници, со овој хадис сакам да завршам од ова место, каде Пејгамберот алейхиселам вели: Еддаллу алел хајри ке фаилихи. Оној човек кој што прави да биде нешто добро, односно причината на едно нешто да се направи, како да си ја направил ти. Аллах Джелешану да ни даде здравје, среќа, љубов, мир, перспектива,
да не оддалече од джехенемскиот огин, да не упати кон правиот пат и сите наши севапи да ги чини кабул, да ги прифати и да не награди со дженнет. Како последно, иншаллах, Аллах Джелешануху, нашиот последен момент нека ни го земе со зборовите ешхеду ен ла илаха илlallah ва ешхеду енне Мухаммеден Расулуллах ва кавли хада ва астагфиру ли валхамду лиллахи раббил алемин. Al-Fatiha.